Имав две прашања до министерката Царовска кој го таргетира значи овој проблем. Значи ако пометите на почеток министерката тврдеше дека тука ќе се работи за заштеда. Значи главната причина е заштеда пошто многу чини секоја година од почеток да се печатат учебници, а тие се нели бесплатни за основно и средно образование. Сега тој збор веќе никаде не се ни споменува. Значи ако знаеме вистинска дигитализација што е, па ќе кажам, ја таму имав едно кратко излагање, значи тоа не се работи за на таблети луѓе да читат, мислам децата да ги читат предметите во PDF формат, туку тоа се работи за сосема нов начин на презентација на наставните содржини во 3D, посебно за биологија, хемија, физика. Значи тоа чини ужасно многу. И министерката Царовска доби буквално 21.5 мислам милиони евра за да спроведе дигитализацијата. Што значи тука луѓето чувствуваат не се работи, значи мотивите се нечесни, како да ви кажам. И сега, што е работата? Јас дадов таму пример. Збориме за Хрватска, далеку понапредна и побогата земја од Македонија. 4 години они градат само инфраструктура. Значи што значи тоа? Нашите школи не се правени да поднесат ни само таблети вклучени, ме разбирате? Значи нема како прво инсталацијата не е таа што треба, интернет нема. Значи вие треба да имате таму електронски табли. Значи не може на обична табла, а вие се воведува на пример електронски табли во некои училишта. Значи електронски табли, значи што прават хрватите? 4 години само градат инфраструктура и за 4 години имаат спремено 3 предмети, и значи тоа е хрватски историја и јазици, затоа што тоа се повеќе вербални предмети, не се визуелни и многу полесно може да се презентира. Додека хемија, биологија, физика, тоа што зборев и таму дадов еден пример у Велика Британија на пример со специјални 3D очила, децата го гледаат, да речеме, составот на окото, на човечкото око и прават дисекција која леќа, што како. И на тој начин детето учи многу побрзо кога гледа визуелно отколку да има проста слика нели на учебник. Ама клучно што е? Значи клучно е дека се работи етапно, дека се работи на инфраструктура, ние немаме никаква, ние имаме огромен дел училишта немаат санитарни јазли. Имаме училишта кои што им капи кровот од озгора, значи имаме училишта кои што немаат греање. И каква ние дигитализација ќе спроведуваме? Во Хрватска на сите основци им беше им беа дадени исти лаптопи. Значи да нема диспаритет, значи да не се ствараат класика. И нас, тие што имаат пари ќе си купат сами. Значи некој дете ќе има некој ефтин лаптоп од 1000 денари, до него ќе има дете од 30.000 денари лаптоп. И понатаму тие деца што ќе немаат пари или еве како каже министерката немало да им одговарат, ќе добиеле учебници упечатена форма. У наводници тоа е скрипта. Затоа што ако е поентата да не штампаме веќе, значи јас зборам за фабричко печатање на учебници и од таму да заштедиме пари. Но министерството рекоа дека ќе има и штампани. Тогаш што е поентата? Како ќе заштедиме ако имаме дупло? Не сваќате, никаде во светот не се спроведува дигитализација да се заштеди, дигитализацијата напротив е скапа. Значи, тоа што кажав, значи како прво не се изфрлени учебниците, тоа што рековте у Хрватска, значи сега нема никај нас, што значи аргументот за заштеда паѓа, и тоа што кажавме, нели дека македонците сега веќе народот е некој граѓански има таму дефиниции кои што никаде у свет ги нема. Значи ја тогаш ги кажав, значи ефектите, според нас, кои се ефектите од овие реформи, избрзани, неосмислени реформи? Значи ќе се создадат две класи на образование у државното образование, тоа што кажав, некои дечиња ќе учат со скапи лаптопи, ќе гледаат на 3D очила окото како се раствара на делови, а некои дечиња ќе држат скрипта у рака. Колку е тоа недостоинствено, додека сега богати сиромашни деца сите држат исто. Секако дека да, што е со закон забрането. Понатаму овој цел хаос гледате колку ги иритира професорите и наставниците, значи на некој начин ќе имаме бркање на тој малку квалитетен кадар од државното образование у приватно. Значи ја мислам дека има цел и приватизација и понатаму нели минимизацијата на историјата како наука, затоа што тој одговара на Бугарија и како што таа мешовитата комисија ќе работи. Само сакам да ве прашам дали сметате дека ова се прави во контекст на Бугарија? Да се докажам, значи како што ќе се случува како што ќе работи таа мешовита комисија нели бугарско-македонска за историски и образовни прашања, како што ќе капитулираме ние, значи денеска ќе одлучат дека Илин ден е само бугарски, добро, утре ќе одлучат за Гоце, нареден ден за Даме, врска немам, и како тоа ќе тече, министерката Царовска и министерството фактички ќе можат лесно со еден апдейт само да ги минуваат учебниците. Сметате дека македонската страна ќе биде таа што ќе капитулира сега околу, затоа се пренесуваме на